Ова е еден нов производ, се вика Bourjois Fondant е течна пудра, меѓутоа директно со четка. И е многу згодна за додека правиш други работи, како например го држиш воланот, да можеш да се шминкаш. И се притиска од горе, дотекува и почнувам со нанесување. Не се трудам да е нешто премногу прецизно, чисто да можам да се изедначам. Не користам нешто за подочњаци затоа што мислам дека немам некој голем проблем со подочњаци. Така да тука имам еден чекор помалку за ставање. Ако некој проблем можам да кажам дека имам детектирано врска со кожата, тоа е можеби имам пошироки пори, меѓутоа немам потреба многу нешто рошавост или никакви дупки поголеми да ги покривам. Нели најважно е да се погоди тонот и да не заборавиме да го опфатиме и вратот, за да не биде како пресечено со пудра, што често ни се случува свесно или несвесно да се гледа линијата докаде што ни е пудрата. Нареден чекор, кој што сум открила дека ми дава доста така ефектна свежина и наспаност, е неутрална бојана сенка со сјај во себе. Тоа е значи онака како nude ten што викаат, боја. А ако сакам да имам уште поекстра свежина, со бело моливче го исцртувам само долниот дел. Од неодамно открив колекција што се вика Малена и многу сум задоволна. Значи моливчето што го користам е на Малена, карминот што го користам исто после ќе го покажам. Ова е на Golden Rose за контури. Многу малце користам, чисто за истенчување на носот и за акцентирање на деловите каде што сакам понатака да ставам руж. Зошто ми е добра оваа пудра со читката? Зашто читката сега без да притиснам на течната пудра ја користам и за изедначување на контурите, линиите што сум ги нанела. Руж подолго време користам на Flormar и со перли и без, можеби веќе неколку години. Сум дивен верен корисник. Добре, да видиме дали има што перица. Баш ме интересира колку време ми треба за дневната шминка. Кармин во моментот користам на MAC Nicki Minaj и ова е за дневна варијанта, затоа што е доста мат и има една боја специфична која што е скоро речиси неутрална, како да немам ништо. Меѓутоа, ми дава база за можам после сјајот, течниот кармин што ќе оставам од озгора, ми трае подолго. И да го испијам јутринското кафе на работа, да имам уште кармин. Не користам моливча за преку ден и можам да кажам дека релативно сум задоволна од самите линии на устата, значи можам да функционирам, да нанесам кармин и без моливча. Ова е течниот кармин кој што се вика како lip gloss стил на Малена, ги има во многу варијанти и нијанси. Меѓутоа, таа во моментот бојата која што ја користам, заедно со MAC, бројката на MAC-от е 11, дава нијанса која што е ненападна, што вика sun-kissed lips. Дава ефект на свежина, значи таа неутралноста од преходната боја, што е како песок, се изгуби, меѓутоа ефектот на мекот ќе ја задржи оваа нијанса да биде подолга.
Речиси, луѓето што ме познаваат блиско знаат дека речиси секогаш комбинирам кармин. Никогаш речиси не памтам да сум користела само една боја да ја нанесам и толку. Значи или има некоја моливче во друга нијанса, нешто од озгора сјај во трета нијанса, така да речиси никогаш устата не ми изгледа идентично во иста боја. Значи како ќе сум решила дента, тоа. За маскара сега во моментот користам на Max Factor и маскара нанесувам многу малку, некогаш само за преку ден, некогаш само на горните третки. Гел за коса, сега сум фаза на растење на коса. Гел за коса е многу важно за мене затоа што не можам да ја скротам никако. Користам доста, сум задоволна од ове на Sabrina 4 гел за облекување, екстра стронг и откровението во светот на парфемите. Конечно си го најдов парфемот на Zadig & Voltaire, This is Her и мириса на мене. Конечно, пошто долго време сакав благи, тешки парфеми, меѓутоа за кратко време се презаситував и самата од тоа. А ова е веќе трето шише на Zadig & Voltaire и не сум се здосадила. Се надевам не и на околината. Така да се надевам дека сето ова што го кажав, некои од вас ќе најдат интересна примена. Не е ништо комплицирано, не измислувам топла вода, а мислам дека делувам наспано, одморено и како не дека децава си паници ваде.